Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Иако денеска политички е лонецот наречен Македонија прилично зовриен и под силен притисок, ние денеска ќе посветиме една емисија на економијата. Зато имам гостин вечерва тука. Тој е господин Христијан Делев, заменик министер за економија од владата на Република Македонија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Ова е моје прво гостување кај вас во емисијата, па се надевам дека ќе можеме пред граѓаните да им објаснеме малце што се занимаваме како Министерство за економија во претходниот период, па и проектите во иднина што ги планираме. Почитувани гледачи, знам дека денеска напнати од сите оние работи што се случуваат во политичкиот живот во Македонија, некои други теми ви се во глава, затоа утре и задутре ќе имаме доволно отворен простор да можеме да разговараме и со вас, и со аналитичари. Вечерва со гостинот, бидејќи го поканив од една друга причина. Колку и да се случува нешто кај нас, политички и неполитички, мислам, дури дедо ми паметам која ми кажувал, у Втора светска војна, па вика на селта не маштија, вика нешто се случуваше, поправаа некоја улица, нешто ќе се отвореше, ќе се затвореше некоја. Значи економијата мора да живее и таа живее и во најненормални, а секако највише просперира, станува џунгла во идеални услови. Кажете ми, добро, има ли смисла ние да го направиме овој муавет? Вечерва. Да, секако. Проектите продолжуваат. Ние продолжуваме да работиме со уште поголемо темпо и така да оваа криза ќе заврши со избори. Тоа е сигурно. Секоја криза завршува со избори. Тоа што нашиот политички опонент еве денес има на пример уште 2 часа да достави листа и одлучи да тоа да не го стори, тоа е еден кукавички чин. Во секоја нормална демократија на власт се стигнува преку избори. Нема друг начин. Така да, дали тие ќе бидат сега или на 5 јуни или некоја дата после 5 јуни, тие мора да се одржат. Така да нема бегање од судот на граѓаните, а ние ќе си продолжиме да си работиме. Денес лидерот на опозицијата изјави дека еве ако излезеле на избори немало да им ги прифатиме резултатите. И председателот на нашата партија денес еве и јас од овде можам да кажам нека излезат на избори, резултатите ќе ги прифатиме. И тоа јавно, транспарентно денес го кажа председателот на партијата. Така да јас очекувам дека они ќе направат нешто за да излезат на избори, бидејќи немаат друг начин како да се стигне на власт. Од каде сте по потекло? По потекло сум од општина Василево, тоа е Струмичко. Иначе сум роден во Скопје, живеев таму до 14-15 години, после живеев 10 години во Америка, па се вратив и се приклучив кон тимот на Никола Груевски и се приклучив кон владата и така да работам на неколку проекти. Точно ли е дека Зоран Заев ви е школски? Да, иста генерација сме. Кога бев таму прва година средна школа и он беше таму. Каде учевте? Во гимназијата Јана Самдански во Струмица, така да беше исто во гимназија. Добри другари бевте? Не бевме другари, тој беше секогаш многу тивок, не збореше, дури така беше малце зачудувачки, но кога стана лидер на партијата, дури малце не беше и чудно како човекот дојде до тоа ниво. Бидејќи го знаевме капацитетот како индивидуа, така да малце беше чудно. Добро. Не е благодарно да ја ширам темава, сигурно би имало уште многу интересни работи од тинеџерството да дознаеме, ама искрено ни мене не ме интересира, еве чисто малце заради екзотика.
Кога ве прашав дали има смисла, рековте проектите до сега владата, вие како влада што сте ги поставиле, се почнати со реализација. Дали тоа што имаме нефункционелна влада во овој момент, бидејќи ова е влада во лимбо фаза, значи ни сте на небо, ни сте на земја, ни знаете дали ќе бидете сменети, ни дали ќе има нова влада, немаме парламент, дали ќе има избори, воопшто никој не знае тоа во државава, освен, предпоставувам, неколку странски фактори кои ни ги влечат конците, за жал. Дали, прво, дали досегашните, веќе поставените и оние проекти кои се донесени, валоризирани од владата и од собранието, и без тоа ќе продолжат, барем по некоја инерција, и колку по инерција без функционална влада, без избори можат да продолжат. Иако ќе имаме еклатантно кршење на Уставот, ако немаме избори на 5 јуни, а очигледно веќе ни ја кршат кичмата за Уставот, а потоа ќе следува име и идентитети и што ти ја знам, да не ја шириме. Значи конкретно за дали вие може да функционирате со овие проекти кои веќе сега видат. Овие проекти не се од вчера, овие проекти ги работиме во последниве 5-6 години. И овие проекти сега се тековни, сега во моментот се работи на овие проекти. За сега немаме некој застој во овие големите стратешки проекти. Проблемот се јави сега кога се распиша изборите. Во овој период не смеат да се огласуваат нови тендери, не смеат да се прават набавки, но тоа е сепак краток период. Така да во интерес на граѓаните, односно во интерес на цела македонска нација, тоа што побрзо да се случи изборите, за да можеме понатаму да продолжиме со тие активности што ги имаме планирано. За сега тоа е отприлика 1 месец. Имаме застој, бидејќи пред сите избори го имаме тој период кога што А што ако бидат одложени? Па сигурно ќе има некое решение како тие да продолжат. Не може да застане државата, не може Постои да ли застане. законско решение? Ја тоа ве прашувам. Дали ќе ве стават во лимбо фаза едноставно ни на небо, ни на земја со врзани раце, каде што не смеете да отворите тендерот, предпоставувам. Постоечките ќе дојде. Не знам, потребни се заштитни средства, потребен е цемент и така натаму, нов тендер се потрошило тоа, нови материјали. Имате ли, како ќе изнајдете законска рамка за вие тоа да го направите, а да не одговарате, бидејќи нели не смеете според закон? Изборниот закон ни дозволува тие проекти што се претходно започнати да се завршат и тие што се влезени во програмата за работа на владата за оваа година, тие да се имплементираат. И тоа изборите не го оневозможува. Така да ние ќе продолжиме понатаму да си ги работиме овие проекти. Вашиот колега исто заменик од Министерството за земјоделие кој беше овдека, господин Иванчо кој беше тука, говореше за еден многу интересен проект кој треба да стартува на владата на Република Македонија во 2017 година. Ја го прашав, викам, дали сте уопште оптимист дека вие ќе можете еден закон, и тоа го прашувам, нели, прво го навлекувам, викам, и како е процедурата, иако мене ми е позната, како е процедура, па на владина седница се донесува, добро, а после па парламентот е. Зар викам, верувате дека ќе имаме ние парламент 2017? Апсолутно. Сте тежок оптимист. Искрено да ви кажам, не знам дали е работа за смеење или плачење со нашиве политичари овдека идиоти кои стварно во мигови кога Македонија навистина прак не успеа да ја намалат и економијата и економскиот раст, да го забават, се им успеа. И очигледно ќе има и ребаланс на буџетот, очигледно проектираниот пад на економијата ќе биде уште поголем од што е. Ако е сега 1,3, а беше 3,6, што значи у моментов може да е 0,9. Мислам дека ќе биде малце повеќе од тоа. Тоа што некои фактори покушава да го наметнат како еден вид дополнителна криза, еве и тоа со девизите, односно со претварање на денарите во евра, и тоа им падна како концепт и како еден вид начин како да креираат вештачка криза. Мислам дека граѓаните ги прочитаа. Граѓаните, нашата самодоверба доаѓа од граѓаните. Ама тоа е јасно. Све е супер. И граѓаните ги видоа и ги прочитаа, и така да
таа политика, начинот на водење на таа политика нема да успее. Така да. Не, во ред е тоа. Ја потполно ве разбирам и потполно ве поддржувам. Се е во ред. Имаме мали летечки пеперутки. Добро, мај месец е. Сакам да ви кажам дека сакам да верувам во тоа, но досега се што се обидоа да саботираат, нив им успеа. Во економијата, во политиката. Ја искрено сум загрижен, колку и да вие имате доверба. Ја не сум слеп и ни јас, ни граѓаните да ги прочитаме рейтинзите. И тоа не е рейтинзи на Павел Шатев или на овој или на оној, туку на ИРИ, американските, најреалните. Нели? Да не рече некој дека се штелува. И кога ќе ги прочиташ, навистина, народот го има вашата доверба, има добар дел кој не е, има добар дел кој е и сигурно дека вие сте, како да кажам, сигурни во себе, затоа што имате поддршка од народот. Но што вреди кога таа поддршка не можете да ја реализирате? Нема избори. Вие не можете да добиете нов парламентарен состав. Затоа сум заигрижен. Неќам да ве навлечам на политички муавети, ви ветив, но имаме доволно време, ќе ги објасниме главните економски проекти во Македонија. Значи, избори мора да има и на тие избори граѓаните ќе си го дадат свој глас и ќе кажат во кого има доверба. Затоа ние имаме програма, имаме концепт, имаме проекти и знаеме што понатаму да правиме за да го направиме животот подобар за граѓаните во Република Македонија. И тоа ни е целта. Уште едно хипотетичко прашање ви ветувам и ќе завршам и ќе одиме на проектите. Велите дека иако нема избори кога тогаш мора да има. Така, и дека законодавецот ви оставил простор на постоечките проекти да можете да ги обновувате тендерите за да продолжи се што е потребно да се продолжи реализацијата на проектите. Океј. Но тоа важи за оваа година, 2016. Што која ќе се влезе во 2017? Кризата ќе се реши оваа година. Така да никој нема да чека до 2017. Овие проекти си течат сега и сега ќе ги реализираме. Ја бидејќи теоријата политика е теорија на можно, во можните варијанти е дека изборите ќе бидат заедно со локалните дури до година. Не би сакал да шпекулирам. Рокот реков е уште 2 часа. Можеби ќе најдат храброст нашиот опонент. Нема Тереза Новчаник да се фајтам, господине Делев, можеби ќе најдат храброст, но економистите да се кладиме овде кај но според уставот, законите, ние како партија сме одговорни и тоа го направивме. Листите се доставени, понатаму веќе има некои преговори. Секако дека ќе разговарам со некого кој ќе види кој што е поупатен во оваа работа. Да видиме и германскиот емисар што ќе ни донесе, Дојче. Не се. Добро, ветив, завршувам тука со приказните. Околу теоријата на можното, се идеме со она што ни е практично. Кои се клучните проекти што Министерството за економија ги спроведува и владата на Република Македонија како клучни проекти во Македонија? Повеќе проекти се имплементираат преку Министерство за економија заедно со неколку други министерства, односно повеќе институции се секако инволвирани во сите овие проекти. Така? Главните проекти се во делот на гасификацијата, енергетиката, минералните суровини, рударство, туризмот. Значи, Министерство за економија има широк диапазон на активности и од делот на минерални суровини па се до мали и средни предпријатија, енергетика, туризам, така да имаме повеќе активности во овој дел. Но секако дека област кој што најмногу сме посветени во последниот период е гасификацијата. Така да гасификацијата тоа е
проект кој што во последниве 3 години доби е многу актуелен и работиме интензивно на тоа, но еве сега и за прв пат да продискутираме малку детално, бидејќи граѓаните досега само слушаа гасификација, но и на нив тоа им изгледаше поврзување само една на некоја цевка, но никој не прашуваше од каде доаѓа гасот, на кои коридори се приклучиме, како да се приклучиме, така. Јужниот поток е мртов. Рускиот гасовод не постои. Американците не залажуваа со Набуко, ама од Набуко, да не римувам со нешто друго, ништо нема. Ние ќе правиме гасификација. На што ќе се закачиме? Сите овие проекти до сега што ги спомнавте се мртви проекти. Има други проекти кои во моментот се многу активни. Да, добро. Македонија и сега е приклучена кон главна трансверзала, односно кон главен може. Кон главен гасовод кој ја имам сликата преку Бугарија. Да. Добро. Ја имате. Ова е. Добро. Да. Говорете ви. Македонија е сега приклучена, но проблемот на досегашниот приклучок беше прво самиот приклучок не беше дефинирана собственоста. Тоа до ден денес е предмет на неколку. Леле, немојте со тоа сега да се занимаваме. На неколку. Тоа со гледачите чија било, што било, како било. Но тоа е збориме со Мак Петрол. Да. И го решивте ли конечно со Мак Петрол? Ние продолжиме да се работиме на сосема нови проекти и на сосема нови конекции кои што ќе не релаксираат од ова досегашно сценарио каде што немаше буквално од 95-та година кога изграден овој гасоводот од Бугарија до Скопје, каде што немаше буквално никакви активности. Тоа е гасовод кој теоретски може да носи до 1 милиарда кубни метри газ, кој што Дали оваа таа слика за која говориме? Да, ова е таа. Е таму Жидилово до Скопје. Добро. Режија, ве молам, прикажете ова, само ја не знам дали можам да ја прикажам во фул скрин, затоа што не ми е познат овој програм во PDF-ов. Овдека вака ми се отвори, се извинувам поради тоа. Значи, и таа конекција беше сама по себе проблематична, прво заради собственоста, второ... Збориме за кај Кюстендил, жолтата точка? Да, жолтата точка, значи Жидилово, Кюстендил, Жидилово, таму приклучокот, да, до Скопје. Така, до Скопје. Таа конекција е голема конекција, но еве, таа конекција веќе уште 5 години истекува и рокот. А буквално е неискористена. Буквално е неискористена. Кој е овој? Ова е некој функционален? Ова е функционален гасовод кој носи газ од Русија кон Грција. Од Русија кон Грција иде. Тоа е добро, што е тогаш проблемот? Што толку јужен поток ако веќе постои овој или капацитетот му е мал? Тоа е проблемот. Значи, целата игра околу гасификацијата е капацитетот и од каде доаѓа ресурсот. Например, оваа цевка ние имаме и сега во моментот, но во таа цевка прво имаме тука еден дел кој што е недефинирана собственост, односно собственост на Газпром. Добри некои 15 километри. Ама тоа е во Бугарија, што ми го покажувате? Помеѓу Македонија и Бугарија, на двете територии офаќа еден дел. Добро. И тоа беше проблем број 1. Проблем број 2, капацитетот овде во Бугарија, целиот капацитет е закупен од Газпром. Така да единствен избор до сега имавме... Тоа е руската компанија за газ. Да. Единствен избор беше Газпром. Така да Бугарија, иако е членка и повеќе членки на Европската унија, досега многу од нив немаат избор освен руски газ. Бугарија, Грција, Романија, Србија. Во Бугарија целиот систем... Добро, што е алтернативата ако нема руски газ? Да, алтернативата е ова поврзување и другите дополнителни поврзувања што на кои сега велите го спомнувате руски газ. Тоа го спомнувате као да имате притисок и ги оправдувате, ми кажувате дека европски земји немаат што, па мораат со руски газ. Тоа значи дека вие доживувате некаков надворешен меѓународен притисок има да не се поврзуваме на руски газ? Не. Постои ли друга алтернатива освен руски газ? Секако. Кој? Секако.
компресираниот газ кој веќе почна да се испорачува на пристаништето во Атина, Раветуза, кој е еден голем терминал кој може да прими околу 3,5 милиарди кубни метри газ годишно, кој сега една компанија го проширува. Од каде го доаѓа тој газ? Тој газ доаѓа од повеќе држави, од Соединетите американски држави, доаѓа од Катар, доаѓа од Австралија, доаѓа од неколку држави кои веќе се извознички на течен газ. Течен газ. Да. Тој е Кој компресиран? Компресиран И тој е многу поголем капацитет, така се и создава? многу поевтин од сегашниот газ што Зошто е- поевтин? Па заради тоа што Ја мислев дека рускиот газ не е најевтина варијанта. таа теза се Навистина? покажа како неточна. Кажете ми. Неточна заради тоа што компресираниот газ е фактички газ кој доаѓа, кој е нус производ од фракерите за нафта. Добро. Тоа значи од процесот На поставката хемискиот на на дестилација. екстракција Добро. на нафта, нус производ, односно Рафинирање. отпад во Америка им е течен газ. И за тој газ тие плаќаат да се компресира и да се продаде некаде, бидејќи до лани тие може да го горат. И не знам, ако летате над Америка, во некои држави ќе гледате дека ноќно време таму гори нешто. Тоа е фактички тие мини рафинери го палеа гасот. Сега со новите стандарди за животна средина им е забрането тоа да го прават. И затоа они мора да најдат пазар за тој газ. Но не е само тоа во Америка, тоа во повеќе држави. Како што реков, Австралија сега е сериозен А продавач. зошто не го користат за собствени потреби или имаат Имаат сурплус? премногу, они имаат премногу и не знаат што да му направат. И Европа има многу газ. Значи, потребата на газ во Северна Европа им се комплетно им е покриена и комплетно се организирани. Потреби Па зошто тогаш на газ им Германија треба. Зошто Германија изгради плюс нов гасовод во Балтичкото море со Русија со огромен капацитет? Заради тоа што Германија сега во моментот користи 80 милиарди кубни метри газ и со ова темпо на развој на економијата, нив ќе им бидат потребни дополнително уште 40 милиарди во наредниве 10 години. И затоа го прават тој дополнителен крак. Ова од шкрилци добивање плин што им го ветуваше Обама и што се изнасмеа цел свет што му се насмеа на Обама, вие велите дека тоа сериозно може да биде иднина? Да, сигурно. Вие знаете ли колкави се брановите на Атлантскиот океан зголемени за последниве 20 години, дека транспортот е продолжен за 24 часа, дека брановите се зголемени од 2,5 до 3 метри, што значи транспортот на ваков газ само ќе расте. Тоа природно ќе расте. Додека не имаме, пазете, не ме интересира мене Америка или Русија. Еве, на местото на Америка е Русија, а Русија Америка. Значи, нели е логично, нели е економски нормално прифатливо дека гасовод се вади газ, се пушта низ цевка и го имаш. Цела Европа се сврте на газ од Русија и тоа со децении, а вие ме убедувате сега дека американската приказна е точна. Не е само америчка приказна, тука е малце имам можеби погрешни информации. Најголем извозник во моментот е Австралија. Така да овој газ доаѓа од повеќе држави. И најголемите купци во моментот, тие што имаат капацитет, проблем е да се изградат капацитети за да го прифатат тој газ. Тие што ги викаат LNG терминали, бидејќи тие се под многу висок притисок, имаат огромни температурни разлики, тоа патува на минус 80 степени, тоа кога се компресира има многу ниска Што значи инфраструктурата е ужасно скапа. Така. Како може тоа да биде поевтино од ова? Заради тоа што го добиваат бесплатно. Од тој факт. Така да од именус продукт. Да, дополнително во Средоземното море, помеѓу Израел, Кипар и Египет се најдени огромни резерви на газ, кои што веќе израелската влада очекува дека во наредните 4 до 5 години Посочите ми каде се најдени? Воведал. Ќе се буши? Не, тоа е веќе избушено и они веќе работат, имаат платформи и работат веќе на цевковод кој ќе дојде до турско тло. И од таму Израел
и Турција работат на ова. Кога е во прашање интерес, сите работат. Така да во овој дел, значи гасот треба да стигне до Турција и тука се приклучува кон еден веќе познат проект што се вика ТАНАП, преку кој тој веќе ќе се носи во овој дел. Што е сега актуелно? До сега гасот доаѓаше од север кон југ. Ова е јужниот тек овдека прешкртан кој што рековте дека Да. ќе, но русите не се откажаа сепак од ова. Како и да е, треба да станат конкурентни. Нам, како влада и како држава, ни е од интерес да имаме конкуренција. Конкуренцијата ќе ја намали цената. До сега имавме само еден начин како да стигнеме до газ и затоа плаќавме многу голема цена. Кога веќе ќе имаме избор, односно кога ќе имаме веќе друга алтернатива, тогаш и преговорите се различни, тогаш и цените се различни, тогаш може веќе да планираме долгорочно. А еве за цените да ве прашам. Цените на дериватите ги одредува регулаторна комисија, која е, зборам, цените на дериватите. Нафта, бензин, дизел, лесно, тешко гориво, вакво, такво. Цената на гасот не е под, туку е слободно на пазар. Значи, кога е слободно на пазар, може да се формира било каква цена. Така? Да. Како очекувате вие да ја намалите цената, кога тој што го продава, ја да продавам, ако ми донесете поевтин газ, I don't care, ќе го продавам максимално скапо што можам, никој не ме условува. Каков е искуството? Дали регулаторна комисија државата ја формира цената на газот во другите држави и зошто кај нас, кога сегдека плинот како алтернатива се позастапен и се поевтин, кај нас е најскап? Тоа беше праксата до сега. Ние затоа направивме сет на мерки за да го смениме комплетно смениме овој процес. Во повеќе држави во Европа цената на гасот не е регулирана. Регулирана е во држави кои што имаат лош договор со Газпром или со некој друг доставувач. Таков е случајот со Грција, таков е случајот со Бугарија или најекстремен случај со Србија. Например, Грција имаат државен договор за купување на газ со Газпром, каде што државата со државни гаранции гарантира одреден квантитет, количини и гарантира дека ќе го плати. Тоа кога го склучувале, цените биле високи, они добиле пониска цена, но сега цената е многу пониска од таа што они ја договориле и они не можат да излезат од тој договор с наредните 5 години. Во Бугарија имаат државен договор, капацитетот во нивниот систем, целиот капацитет во цевките е собственост на руска компанија и компанијата што тргува со газ е исто joint venture помеѓу бугарско-руски конзорциум. Го наплаќа Да, транспортот. и што го наплаќа и капацитетот. Значи, ако сакате да купите, ќе мора да купите и капацитет. Значи, капацитетот е Ја дига цената. И како ние успеваме пак и Србија, покрај се во ова, да имаме Србија, да бидеме поскапи од сите овие? Тоа е проблемот, заради тоа што до сега имавме само еден пристап. И тој пристап, овој капацитет беше собственост на една компанија. И немавме избор тоа да преговараме и да добиеме подобри, да кажеме, преговарачки позиции. Дополнително на тоа, имавме многу мал капацитет. Добро. Трошевме многу малце. Значи, ние сме едни од државите кои користи најмалце газ од југоисточна Европа. Затоа почнавме со проектот гасификација, затоа почнавме да ја градиме примарната мрежа. Кога покажувате вака спрема камерата. Да. Затоа почнавме да ја градиме ова. Значи, овој дел е веќе изграден. Го имате и видеото од изградбата на овој, да кажеме, оваа прва фаза. Тоа е од Клечовце до Штип, до оваа станица, која е веќе изграден. Значи, ова е веќе функционален гасовод. Сега е во фаза
во фаза на избор на изведувач за овој дел, За Неготино? за Неготино, а овој дел до Битола е објавен. Како што и објавен овој дел до Гостивар. Што е целта? Да се направи еден прстен, бидејќи од безбедносни причини потребно е гасот да циркулира, односно да врти околу држава. Да нема слепо... Так. До сега, единствено газ се користеше во неколку капацитети во Скопје и главен конзумент беше топлификација. Што и оваа година искористија многу малце, добија многу малце газ, бидејќи овде немаше слободни количини, немаше слободен капацитет. Така да и они добија многу малце газ и цената беше, да кажеме, за неколку проценти поскапо од тоа што добива другите европски држави. Така да со ова сега ние ќе добиеме една примарна мрежа во Република Македонија преку која ќе можеме значително да го зголемиме да ја зголемиме потрошувачката, односно да понудиме и на целата македонска индустрија и на домаќинството да им понудиме газ. Значи, оптимално имаме целосно од Клечовце. Така. Од Клечовце. Да. Ќе оди преку Штип, па ќе иде Неготино, Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола и тоа е за оваа година. Добро. Тоа е за оваа година до Битола и до Гостивар. И до Гостивар. Наредните 2 години и оваа траса е веќе исцртана, една планирана, односно имаме веќе за неа и проекти и физибилити студии. Наредните 2 години ќе одеме и со овој последен дел. Сега, ова од Клечовце, Така. ќе биде поврзано со овој. Како се нарекува овој? Тоа е рускиот гасовод кој оди кон Грција. Тоа е главната цевка која носи. Добро. Што ние плюс добиваме? Ми рековте, имаме слаб капацитет. Не го друга компанија го поседува овој и така натаму. Што може да се реши тогаш? Пред една година почнаме преговори со Бугарија и со Грција. За изненадување, Грција имавме посета и минатата недела, како дел од градење мерки за доверба и Грција, можам да кажам, се доста активни во тој дел, бидејќи најдоа и свој интерес за приклучување. Доставивме барање до двете страни. Каде за приклучување? Од Македонија во Грција? Да, од Струмица до Гевгелија, па до близина на Солун, каде што треба да се приклучиме на нивниот национален гасовод. Неа Месимирија. Таму. Тоа е станица. Тоа е после Солун. Добро. И А ова? Ова е уште едно поврзување. Добро. Ова е така наречена реверзибилна линија. Ова е газ кој треба да оди за Бугарија, а за која Бугарија реално нема потреби, бидејќи и така имаат договор за поголеми количини кои Не ве разбирам. Да. Ова е газ кој кружи надоле. Така. Ако кружи надоле и ние го земаме од овдека, зошто имаме сега потреба и од овде да земаме или и од овде да земаме? Или се надеваме на овој од Атина што ќе иде во обратен смер? Што ми кажувате? Овој приклучок е важен, бидејќи овој приклучок сега е сопственост на Европската унија, не е сопственост на Русиве како што е овде. Ова е сопственост на Европската унија, ова е реверзибилна линија. Што значи поевтино ќе ни биде од овде да макнеме од кај Ново село да макнеме газ? Да. Ова реверзибилна линија, бидејќи е сопственост на Европската унија, ќе биде поврзана и на ТАП проектот, но и на другите проекти ТАНАП, што го спомнав претходно. Газпром не играше многу фер спрема нас, тоа сакате да ми кажете? Па, кога немате избор, Они ве уценуваат. Не можете ни да имате преговарачки позиции. Сега значи, руската тараба не е баш добра за подпирање. Не би сакал да издвојам дали руската или америчката, или нас не интересира интересот на Република Македонија. Нашиот интерес е да добиеме ефтин газ, с кој ќе го користиме за производство на електрична енергија, кој ќе го користиме за затоплување и кој ќе го користиме како ефтин енергенс во индустријата. Спомнавте мерки на градење доверба и грците се согласуваат да градат гасовод од Грција, од овде Неа Месимврија до Гевгелија. Тоа е дел од проектите преку Европската иницијатива кој се нарекува ЦЕСЕК, кој што овој проект е влезен
на листата на проекти за финансирање за намалување на зависноста од само од еден ресурс, односно од еден добавувач. Да не биде од еден добавувач. Да. Сега значи со ова- утре ако се направи јужен тек и од таму ќе земеме и од сеј. Значи, нас ни е целта да земеме од секаде, каде што ќе добиеме ефтин газ. Но не овде каде што немаме дефинирано собственост, каде што капацитетот не е во собственост на Бугарија, тука е на сосема некоја трета страна, а овде каде што ќе можеме сами да се одлучуваме. Затоа и формиравме и предпријатие, МЕР, Македонски енергетски ресурси, кој што беше првиот чекор кон градење на целиот овој концепт. Ние градиме гасовод. Да. Кружен гасовод кој ќе го опфати. Ние градиме ќе само окружи. примерна гасоводна мрежа како држава, кој што ќе оди до до поголемите градови, а понатаму дистрибутивниот систем е веќе во делот на инвестициите, каде што компаниите или дистрибутерите треба понатаму да ја развијат таа мрежа. Досега немаме гасовод во Република Македонија заради тоа што немавме изградено примерна мрежа. Основно. Ова која ќе се направи, после ќе имаме гасификација по домови, низ Скопје, низ градови, за најобичниот човек. Так. Добро. Дали ние ќе градиме некакви центри, не знам дали воопшто, не знам, просветлете ме, дали кога се градат гасоводи, тоа е како струјата. Има тече, нема ништо, или се градат и капацитети каде што се таложат и резерви и така натаму. Во план се неколку мали такви капацитети. Сепак за такви складишта се користат обично стари рудници за сол. Такви има неколку во Бугарија, има и неколку во Албанија, кои во иднина се планираат да бидат како еден вид регионални складишта. Но гасот како енергенс е исто како и електричната енергија. Не може кога тоа еднаш ќе почне, не може да застане утре. Или овие договори што ги правиме за газ, за купување. Тие се договори, на пример, што сега се на 15-20 години. Добро. Кој што мора нонстоп тоа бидејќи иде низ Неготино, дали тоа значи дека ќе се користи и до Битола? Дали тоа значи дека ја не знам уште колку имаме ние јаглен за користење за електраната во Битола, знам дека во Неготино термоцентралата е можеби најскап произведувач, најскапа струја, затоа што работи на мазут. Дали тоа ќе значи дека она ќе се преиначи на плин? Ставен е проект во моментот кој што треба тоа да го покаже. Искористувањето на гасот е многу исто толку важно колку што е, да кажеме, и другите сегменти. Ако гасот се користи само за производство на електрична енергија, тогаш исплатливоста на инвестицијата не е баш како што треба. Значи крајни потрошувачи во домаќинствата не домаќинствата, топлинската енергија. За грејење. За грејење, да. Ако е комбинација... Тоа значи дека во иднина, морам да ве прекинувам, за да го дознам, бидејќи вие ми ги кажувате општите работи, а јас сакам да чујат гледачите. Ако дојдете во Битола со гасов, дали тоа значи дека битолчани можат да се надеваат на драматично намалување на загаденоста затоа што ќе имаат гасоводна мрежа која ќе ја користат во домовите за да се загрева? Не само Битола, тоа е истото и со Велес, и со Штип, и со сите градови. Тоа да се користи за загревање, но главно е за користење на такви когенеративни постројки кои што произведуваат и електрична енергија и топла вода, како што е топлификација. Новата. Чекајте, малце ми утопија мене приказнава. Значи, ја можам да разберам топлификација во Карпаш, во Ново Лисиче, во Лисиче, во аеродром, во Капиштец, урбани населби. Урбани населби. Ја живеам во центар, па нема шанси да дојдам до приклучок за топлификација. Стара куќа и така натаму. Како мислите вие дека ова ќе се изведе? Малце ми е утопија приказна. Вие верувате искрено во ова дека топлификација допрва ќе се гради, ќе можат на радиатори да се греат во Битола? Една од мерките што неодамна беше представена од страна на претседателот беше пелетите. Не пелетите, а претходно пред пелетите беше и студии
за оправданост за неколку такви нови комбинирани термоелектрани. Едната која ќе треба да биде помеѓу Штип и Кочани и Свети Николе, уште една во Скопје и една помеѓу Тетово и Гостивар. Одлично. Така да тие се влезени веќе во програмата на Елем, кој што треба да направи една сериозна студија каде што ќе ги еден начин тестира финансиската одржливост на тие капацитети. Тогаш зашо ќе се значи за тоа ви е примарно да топлани да снабдувате со газ или крајни потрошувачи дома да имаме газ? Затоа што во Скопје почнаа тендери, нели, кои компании ќе ги преземат за да се прават инсталации во секој дом да има газ. Домакинствата во Република Македонија оптимално, да кажеме во некој период. Ова е процес кој што нема да има резултати. Не може да запере, он мора да има, може да забави, али ова мора да иде. Тој процес го почнавме и затоа кажав, ова не може веќе да застане, ова е почнато. Така. И овој процес ќе трае сигурно во наредниве 5 до 10 години. Да не биде само како железницата кон Бугарија. Тоа некоја друга влада го правила по некои други околности, така да не би навлегол во тоа. Министерство за транспорт и врски ќе го донесам ја Мисаиловски овдека на рапорт, па ќе видиме. Овие се долгорочни инвестиции. Не може да бидат само значи вкупниот конзумент на домакинствата во Република Македонија оптимално би бил околу 400 милиона метри кубни. Тоа не се големи количини на газ. Тоа се, да кажеме така, минорни. Во споредба на тоа што го планираме во нашата, да кажеме, краткорочна, среднорочна и долгорочна стратегија. Во нашата стратегија ние Кого таргетирате како најголеми потрошувачи? Топланите и индустријата. Слободните индустријски зони? Слободните индустријски зони, капацитетите сега што се приклучени, тие, да кажеме, сите тие што се занимаваат со преработка на метал, сите тие се потенцијално фени, поголеми загадувачи, да кажеме, што се сега и топелници. Сето тоа оптимално би работеле и би биле поисплатливи доколку се приклучат на газ, а воедно ќе намала драстично и загаденоста. Затоа и тоа како ни е таргетот. Како оптимист. Велите 5 до 10 години. Реално 15 до 20 години би било. Интерес на компаниите е побрзо да оди, бидејќи е многу поевтин енергенс. Што ќе зависи од државата? Еве, обично, приватната компанија кој ќе тргне, точно е, се согласува. Приватните компании тогаш забрзуваат, бидејќи личен интерес и така натаму. Кај државата, од политички причини, еве што ги имаме и слично, може да се случи до дигање рачне и така натаму и така натаму. Што зависи од ова, од Република Македонија, од владата, од вас? Од нас зависи само да изградиме оваа примарна мрежа. Тоа е исто како градење автопат. До кај сте вие? Го градите ли тоа воопшто? Се гради и може да го видите сега на видеото. Имаме едно ексклузивно видео од изградбата на овој првиот дел. Значи, најголема инвестиција во моментот во Република Македонија е примарната гасификациона мрежа. И на таа се работи, че со полна пара може да се види. Може да го коментирате? Може да се види како изгледа оваа прва фаза. Значи, тоа се поставена целата таа инфраструктурна мрежа и сега веќе почнуваме со оваа втора фаза. Наш обврска како држава е да изградиме таа примарна мрежа, од која ќе се изгради примарната мрежа, ќе можат веќе сите тие поголеми капацитети да се приклучуваат. Така да ова е наша обврска. Гасоводот е надземен? Не, подземен. Подземен гасовод. Колкав е оваа цевка во диаметар? Оваа цевка е Фи 700 и таа би можело оптимално да носи некаде околу, зависи по кој притисок, но оптимално некаде до 1,5 милиарда кубни метри газ. 1,5 милиарда за колку време? У секунда, за една година. сад, Зборувам за една година. Сите тие под кој притисок тоа е правено да работи? Точно сега не можем да ви кажем точно под кој притисок, но од прилика мислам дека беше на 20 атмосфери, да. А добро, зошто вака широка се, ако веќе ве прашувам,
зашто ова треба да се закопа сега, така? Има еден дел што е закопан, еден дел што е над. Поголем Ми рековте, ве да. прашав убаво. Ми рековте, викам дали е подземен Да. или надземен, ми рековте подземен. поголеми делот кај што имаме да кажеме делот кај што е блиску до пат, кај што е блиску до друга инфраструктура е подземен. Подземно. Делот кај што е на страна во сред некој Добро. поле е ставен надземен. Но најголемиот дел Зошто олку е широко како автопат, ако можам... заради значи цевката како цевка Ќе не е го- голема, Така? но мора да има еден определен простор заради безбедност. Добро. Дали се оградува тој простор дополнително? Не. Не. се Тоа е оградува. пракса секаде, Тоа е така пракса секаде. се води. Да. Добро. Тоа е и стандардно како што во сите држави околу нас. Каде е што се ова гледа. снимено? Ова е трасата од Куманово према Штип. Колку изнесува должината на таа траса? Таа Ова е траса- веќе изградено, Тоа веќе така? е изградено. Тоа веќе Добро. функционира. Таа е околу 78 километри. И Кога тоа е таа велите- првата фаза. Одлично. Кога велите функционира, што значи тоа? Веќе Тоа веќе е пренесок тестиран, тоа веќе е тестиран, значи има притисок внатре и може веќе да носи газ. Така. Бидејќи ако веќе има газ во него 70 и кусор километри на 70 радиус, математичар и тоа не е мала количина што само Да, стои, нели? Рековте вие најлошо е да стои. Ова е гледам со прекин, ова не е поврзано скроз. Да, има Значи ова е во градба. да. Е како во прекина во градба? Не, Малце ме не. збунивте. Не. Значи, ова може би сликата е малце, има неколку видеа, да не е ова од кога беше почнат првиот дел, Добро. но има и вториот дел кога е веќе ставен. Само ова видео го има. Да. Океј. Добро. Значи, тој е тој првиот дел и ова слика е од минатата година, може да видите жито. Значи тоа е од минатата Од година. лание. Од ланијата сликата. Сега е веќе тоа завршено Тоа и е заокружено. Да. Така. Колку изнесува оваа инвестиција? Ова е инвестиција До сега и До колку сега- треба да се инвестира за да се заврши целото обкружување на Македонија? Оваа година ова инвестиција, поголемиот дел од оваа инвестиција беше преку клириншкиот долг. И Со русите? Со русите, да. И мал дел беше од буџетот на Република Македонија, значи околу 15 милиони евра беше од буџетот на Република Македонија. Во моментот се инвестираат околу 90 милиона евра за продолжување на овие неколку фази. А не е тоа страшно, не се тоа страшно. Да, но вкупната инвестиција ќе биде сигурно над 350 милиона евра, кои што треба да се инвестираат во наредниве неколку години. И тоа не е страшно голема инвестиција за олку значаен проект за Македонија. Уште некој детал, ако имате... Значи, овие приклучоци се многу важни, затоа реков преку Европската унија се иницирани како приклучоци за да се намали независноста. И со ова, посебно во делот со Грција, имаме многу добра соработка. Врати го компјутерот, така? И еден друг факт што Грција има релативно неискористена примарна мрежа. Значи, Што значи тоа? Тоа значи дека во Грција многу малце се користи гасот, некаде искористеноста им е помалку од 30%. Па затоа што имаат сончева енергија, имаат сончеви колектори. Не, заради тоа туку немаат индустрија, немаат големи капацитети што може да повлечат количини. И така да Македонија им е најдобро решение за проблемот што го имаат моментално со нискиот капацитет. Значи овие цевки морат да бидат под постојан притисок и системот од време на време им паѓа. Така да со овие приклучоци значи решаваме и неколку други проблеми регионални. Значи гасификацијата секогаш мора да се гледа од регионален аспект. Дополнително што планираме сега, бидејќи Македонија беше на крајот од цевката, дополнително сега имаме поднесено барање за неколку нови приклучоци, уште еден приклучок кон Бугарија, овде во овој дел кај Благоевград, кон Србија Од Берово? Да. Од Берово ние немаме премин,
Значи преку Делчево, не Беро, преку Делчево до Благоевград, извини. Преку Делчево. Овде А, во Водел. така, добро. Веќе стигна до нас барање за поврзување и приклучок од страна на Србија и од страна на Албанија. Косово пројавија интерес, но очекуваме нивно барање за да можеме нели да ги приклучиме во овој концепт. Така да со овие две, значи официјални барања од страна на владата и на Србија и на Албанија, ќе можеме да станеме еден вид транзитер, држава преку која ќе се транзитира. Ај уште еднаш вака кирилично да ми објасните на мене неукиот. Овој газ е од еден гасовод кој доаѓа од Русија кон Грција. До овде, да. До овде. Оваа од овде? цевка е меѓународна и на оваа цевка Од каде иде? Оваа цевка главно доаѓа од Турција. Ова е од Турција Да, крак. од Турција Добро. крак Така. кон Турција. Плюс најголемите количини овде треба да доаѓаат сега од тој LNG што го спомнувам, што веќе пристига ЛНГ, не LPG, на LNG. LNG. LNG што пристига на Во Атина. терминалот Раветуза во Атина и плюс сега Овдека која ќе се спојат, чекајте, затоа што ми велите оди од Русија кон Грција, а овдека доаѓа како може ли двонасочен да биде? Да, може. Каде иде? Он може да се менува Реверзибилен, да. А, добро, се извинувам. Фала ви за појаснувањето. Јас се извинувам вас, почитувани гледачи и на гостинот, што многу се убацував, затоа што многу непознаници. Вие ни престапевте како да сме ние. Стварно ви благодарам за комплиментот дека знаеме, одлично сте, перфектни, но под прашањата ми се секогаш такви да разберат и секој сегмент од моето гледалишче. Така што ви благодарам за исцрпното. Правиме прва пауза, па продолжуваме со другите проекти. Според последните информации, забавен е економскиот раст во Македонија, инвестициите и воопшто во сите сегменти. Кризата удри насекаде. Како стои со инвестициите? Во делот на инвестициите секако е се забележени одредени резерви. Сакам да кажам да одредени компании чекаат да се заврши целиот овој процес за да донесат одлуки да продолжат со инвестициите. Некои од нив продолжуваат без оглед на тоа што се случува сега во моментот. Поточно компаниите од Кина на некој начин ние им кажуваме еве ова ситуацијата во Македонија е следна, но тие ни велат ние знаеме дека понатаму ќе продолжите вие да работите, така да и ние продолжуваме со проектите. Но одредени компании покажуваат веќе резерва. Во последниве неколку дена дури имав и откажување на неколку посети, што за прв пат се случува во последниве 10 години, бидејќи сум вклучен директно во процесот за... Ве загрижува тоа? Па ме загрижува уште повеќе фактот што одредени индивидуи од делот на опозицијата и директно им пристапуваат кон некои од овие инвеститори да им кажат чекајте, не инвестирајте сега во овој момент. Таков имав пример пред една недела, имав посета на една компанија и човекот седнал да јаде во еден скопски ресторан, и му пристапуваат, му викаат вие сте инвеститор, да, почекајте, не инвестирајте, ќе се смени власта, понатаму ќе може да работите со нас. Тоа повеќе ме загрижува, бидејќи тоа се веќе многу ниски. Тоа покажа само колку ниско паѓаат. Бидејќи за ова да дојдеме до ова ниво беа потребни многу години, многу работа, многу вложување, самите себе ние се вложивме како тим за да дојдеме до ова ниво, да бидеме број 1 инвестициска дестинација во Европа. Тоа е фактот. И ние продолжуваме со тоа темпо. Ефектот сега е само мултиплицирачки на тие инвестиции што треба да дојдат во моментот или со кој што преговараме. Но многу е потценувачки кога некој сограѓани, жител на оваа држава,
се понаша на начинот како што тоа го прават и ги обесхрабруваат тие инвеститори да додат. На крајот на денот тоа е интерес на сите нас. Тоа е интерес на цела држава. Ниедна од овие инвестиции ние не можеме да си ги однесеме до Скоро 50 минути разговаравме околу гасоводата, колку знам, вашиот школски Зоран Заев се фалеше дека во Струмица ќе гасифицира Струмица, ќе изгради гасовод и слични работи, инвеститори. Што видно од тоа? Ајде, барем да видиме за тие работи. Може би ги бива луѓето, може би навистина ви се реална конкуренција. Повеќе пати го слушам тоа и еве може да се обидите вие самите на страната на Централниот регистар, податоците за Струмица газ се јавни. И можете да видите дека компанијата досега вложила 2 милиона евра, има загуби повеќе од 3 милиона евра. Тоа е градска, на град Струмица компанија? Тоа е една... Како се вика Струмица? Струмица газ. Тоа е една иницијатива која што повеќе направија да направат кобајаги некоја фама, еве нешто правиме со гасификацијата, која што компанија се имаше 54 приклучоци, сега тие, бидејќи цената што ја добива тој газ е многу скапа, им падна на некои 15 приклучоци, така да без големи... Ова е компанија пред стечај, еве да кажеме отворено, значи оваа компанија кога би функционирала нормално, без додатоците, односно субвенциите што ги добива од општина Струмица, оваа компанија треба да оди у стечај заради тоа што не е одржлива. А што се овие фотографии со изградба на гасовод? Ова е една цевка која што они имаат поставена, која цевка е околу, мислам дека беше околу 2 километри, кај што имаат приклучено неколку јавни објекти и мислам дека беа 2 или 3 домаќинства. Ова е неодржлив систем и мислам дека сите тие што досега им се приклуча и се веќе откажа заради тоа што тоа е исто како да носите дома електрична енергија со батерии. Тоа фактички они прават. Одат во Бугарија, втечнуваат со едно камионче газ и доаѓа во Македонија, го декомпресираат и се надеваат дека со тоа ќе остварат некој профит за да може тоа да го одржи системот. Но тој газ, самото втечнување е најскапиот дел. Самото втечнување чини повеќе од $60 на тон. И тоа значително изголема цената, така да нема никаква економска логика. Единствено нешто е таа мрежа што ја спомнав, цевка, гасификација, голем притисок, голем капацитет и големи количини. Сето друго е утопија. Тоа не може да успее. Дали овие закани и уцени кои пристигнуваат од опозицијата до идните инвеститори во Македонија директно ве информираат дека наишле на таков притисок? Бидејќи дури да се вратите вие на власт, ја искрено не би се вратил во ваква земја каде што некој би се дрзнал, бидејќи мислам дека е ова без преседан, дека никаде во светот нема опозицијата да им се заканува на инвеститори во некоја земја кога да инвестираат, како да инвестираат, а тоа на некој начин е и закана, нели? Човек вели, ако сега инвестирам, а економијата ме повикува, ми е математиката да инвестирам сега, тоа значи ако дојде до смена на власта, тешко него ќе биде. Загрижувачки е тоа што го прави опозицијата и на еден начин они не се научени преку работа да достигнат до една цел. Го гледат кој е нашиот најголем успех. Гледат дека инвестициите се наша најголема заложба и наша најсветла страна. И работат како тој концепт и таа перцепција, значи работат во овој изминат период, како таа перцепција да се промени за нас. Но ние сме тим кој работи веќе 10 години на оваа работа, многу посветено и кој што можеме да се носиме со оваа работа и ние понатаму ќе си продолжиме со тие проекти. Колку ни е важно во инвестициите за да имаме економски раст, бидејќи македонската економија тнко расте. Овие показатели што се позитивни е претежно од економските зони, а економските зони колку директен ќар, освен платите за Македонија, ја не знам, тие не плаќаат ДДВ, добиваат повластици од државата, ги субвенционирате и така натаму, така што... Знам дека во Македонија се води една кампања дека еве овие компании се некако многу субвенционирани. И тоа дека се прави, еве имаше и некои студенти направија некоја анализа која
апсолутно не е точна, дека еве овие компании се толку предодредени или не знам нешто добиваат екстра. Значи, тоа е само во нивната перцепција, но реалноста е сосема различна. Овие компании имаат многу големо влијание врз економијата во Македонија. Понатаму, како продолжуваат да работат, тие стануваат се позависни и од македонските добавувачи. И тоа ни е на нас целта. Целта ни е тие компании да имаат што поголем spillover ефект, се вика тоа, или ефект врз локалните добавувачи, кои што ќе ги стимулираат, ќе ги охрабрат да бидат главни добавувачи во овие фабрики. И тоа ни е на нас најголемата цел. Затоа и ги бараме овие инвеститори да дојдат во Република Македонија, да инвестираат, а постепено нашите мали и средни предпријатија ги поддржуваме преку разни проекти, преку разни иницијативи, како да станат добавувачи на овие компании. И така ние планираме заедно овие два сектори да растат. Но странските компании, таа државна помош што ја добиваат не е така спектакуларна како што многу сакаат да изгледа. Тоа е по законот за државна помош и законот за ТИРС. Тие се два закони кои што дефинираат многу јасно што може да се даде како државна помош. Кеш компонентата за тие инвестиции е скоро нула. Значи тоа се некои идни приходи од кои што ние ги ослободуваме, но за возврат тие треба да вработат 100, 500, 1000 луѓе. Дали се они данешни обврзници? Од кога ќе помине тој рок, во кој што се ослободени, стануваат даношни обврзници. Колку обично им е рокот? Рокот зависи од секој бизнис. Обично за 3, 4, 5 години тие ги завршуваат и работи, веќе стануваат после тие, да кажеме, четврта, пета, имаше една компанија која за 3 години го искористи тоа што требаше да го искористи и после тоа веќе стана даношни обврзници. Но имаме едни од најголемите компании кои што се од првиот ден, еве компанијата Амфенол, за која што ја лично бев одговорен и кој што лично се заложив да дојде во Македонија и со која што компанија еве работиме веќе на четвртата инвестиција со над 1500 вработени, односно над 1500 луѓе во Кочани, кој што од првиот ден е компанија која што не користи никакви државни субвенции. Значи, мене ми се јавува луѓе од опозицијата дека во Кочани нема везе тоа, дека не функционира, дека не луѓе 780 луѓе денес се вработени. При новиот погон во моментот се гради, кој што треба да прими дополнително 600 луѓе, а со нив веќе разговараме и за други поголеми проекти. Значи, важно да се каже, не е важно дали е тоа така. Значи, секако сакам да напоменам, странските инвеститори не ја избираат Македонија заради државната помош. Тоа е многу лоша перцепција која има во Република Македонија. Други 100 причини се многу повлијателни за нивната одлука за да дојдат да инвестираат во Македонија. Тоа е пред се ефтина работна сила. Не само ефтина работна сила, логистика, образован кадар. Кадарот е многу важен. Кадрот им е најважен. Дали имаат луѓе кои што можат да се занимаваат со ова работа? Им се гарантира ли нив дека цената на трудот нема да расте, дека ќе остане толку? Никако. Затоа и ние сега сме заангажирани што повеќе компании да дојдат. Колку повеќе компании дојдат, толку конкуренцијата ќе расте, толку и платите ќе растат. Тоа е нашата профилиравме претежно во индустријата за автоиндустријата и тука доминираат претежно германски и американски компании. Очекуваме ли натаму во овој сектор, колку што знам, од руска инвестиција добивме само две, едната беше за хомеопатски лекови која мислам дека пропадна. Втората беше една мала инвестиција за производство на балетска опрема, ако не знам, ама тоа е минорно. Дури беше, ја не знам, му дадовте поише пиар на телевизија од што имаше некоја тежина? Во многу стратешки региони, кај што немаше никакво вработување и каде што 150 луѓе работат, но инвестицијата не е голема, сепак тоа е шивална. Така да не е голема, грандиозна инвестицијата, но 150 луѓе се вработени. Тоа
Тоа не е за подценување, има Во кој уште крај се изгради? во Демирхисерскиот крај. Така, таму каде што најмалку има. Да. Добро, ете убаво. Повлекувам зборот, се извинувам. Но останавме претежно на овие инвестиции. Кинеските инвестиции се обично во областа на инфраструктурата. Директни инвестиции, вакви како што се Гринфилд инвестиции или идни Браунфилд инвестиции, дали очекувате и во кој сектор? Обично кога ќе речат IT сектор, тоа не е нешто голема инвестиција, тоа е обично се неколку десетици стручњаци, да речеме програмери, нема тука нешто што би можело да повлече и други, нели, бидејќи сепак работење на програмирање, нешто што не повлекува никаква логистика од надвор да ти има посебно потребно. Компаниите, Јанко, во моментот не можеме да ги врземе со некои граници. Сите поголеми компании се толку меѓународни што не можеме да им дадеме една географска граница да кажеме дека еве од Америка. Една компанија која почнавме пред 4 години. Джонсон Мети, Джонсон Контрол, Джонсон овој, Джонсон оној. Меѓународни компании каде што имаат илјадници акционери. Замислете една компанија, почнавме со нив соработка пред 4 години, Capcom, односно Arc Automotive, која прави инфлатори за воздушни перничења за Мерцедес. Тоа е инвестиција на која што ја исто. Само прашање зошто ние не произведуваме автомобили кои ги имаме сите овие, можеме и автомобил да склопиме. Малце покомплицирано е тоа. Од логистичка страна и бара многу поголема ангажираност, бара маса на луѓе. Една фабрика од прилика околу 20-25 илјади луѓе собира. Но со таа компанија која почнавме беше компанија која што беше во Соединетите Американски држави. До отварањето на фабриката се сменија собствениците 3 пати, да пред еден месец ја купи најголемата градежна компанија од Кина, значи таа истата компанија, која што сега во моментот има дадено понуда за да ја купи и една од водечките автомобилски компании во Европа. Така да овој сектор, автомобилската индустрија е многу динамичен. И сектор каде што очекуваме дополнително, некако се сегментиравме и имаме некоја, да кажеме, имаме некоја предност пред другите држави во регионот и така да може да очекуваме и во овој дел. Но од кинески компании секако имаме разговори исто баш во таа автомобилска индустрија за многу поголеми проекти. Треба да разбереме за кинезите нормален проект или големина на проект е како да кажем, не знам, за нив е многу нормално 5-10 илјади луѓе за нормален проект, кој за нас е мега проект. Да, во Скопје се затвараат фабрики затоа што нема работна сила, многумина од бизнисмените и ги селат некаде во другите градови низ Македонија, а каде вие можете да изградите негде, каде би можеле, колку што знам, ова германскава компанија во Кавадарци, подсети ме. Дрекселмаер, така, ти благодарам. Вработува не само од Кавадарци, туку доаѓаат и од целиот регион со автобуси од Велес и така натаму, едноставно нема доволно работна сила. Целиот тим сега велат нема слободна, нема невработена шивачка. Целиот тим сега работиме на еден друг план, една друга стратегија, малце да ги опфатиме и другите региони во Република Македонија. Па фала Богу, сигурно ќе треба, ама кај имате 10.000 маса на така луѓе. 10.000 нема, но еден од поголемите градови каде што се уште има можност за таква голема инвестиција е Куманово. И таму работиме на неколку проекти такви големи. И јас и колегата ми Виктор Мизо. Инфраструктурата е одлична. Одлична граница овде железница. И имаат искуство во метална индустрија, така да работиме на неколку проекти од тимот, значи на различни имаме таргетирано различни компании. Сега кој, значи како? Исток, запад, дојде. Кажете нешто, исток, запад, има ли конкретно? Запад. Односно реков, меѓународни. На тие компании не им се знае веќе. Што може да очекуваме наскоро? Знам дека кога има нешто премиерот истрачува. Так. Пардон, бившиот премиер, председателот на ВМРО ДПМН, обично он прв истрачува со
да ги објави. Но можеме ли веќе да наслутиме, ке има ли и покрај ова што има многу откажувања, дали има од овие закажаните кои... Да, има и очекуваме неколку. Може ли да бидат откажени покрај се? Не, бидејќи се во веќе поодмината фаза, така да нема овие не се откажуваат и сепак инвеститорите ги гледаат овие работи долгорочно. Може би и од таму ми е тој оптимизам, бидејќи они работи ги гледаат кога еден бизнис циклус кој што минимум за нив е 10 до 15 години. Има два клучни краја во Македонија кои едноставно неразјаснето пропаѓаат. Едниот е Источна Македонија, значи Берово, Делчево и така натаму. Берово конкретно нема пат кон Бугарија да се изгради граничен премин да живне тоа, нема големи инвестиции во туризмот, нема никакви инвестиции. Ја не знам тие луѓе, фантастичен тој прекрасен крај, тие луѓе не знамо како успеваат да екзистираат. Тоа е едната работа и друго големата концентрација Битола и Прилеп, каде што најголемиот притисок за барање работа, немање работни места и слично. Значи, Битола, Прилеп и Источна Максимум Македонија. посветени на тие два региона, затоа и толку интензивно се работи на оваа зона во Прилеп и таму веќе имаме 3 проекти кои се така поголеми проекти кои што треба да ангажираат повеќе луѓе. И ако сте видели, таа зона не е во Прилеп, туку е помеѓу Прилеп и Битола. Така да сите тие зони се направени да имаат еден вид регионален карактер, за да може да примат од повеќе градови. Исто така работиме на неколку зони во Источна Македонија. Вчера јас имав посета во Делчево. Достанеме, да речеме. Приоритетни се секако. Колку може градови кај што имаме поголема невработеност, Делчево, Радовиш, Пехчево. Останете Прилеп и Битола. Прилеп и Битола се гради, да речеме. Колку може да повлече една голема фабрика таму? Може ли од Прилеп и од Битола 10.000 работници да има? Не. Кога би кажал, не би било реално, бидејќи знаеме дека значи за колку работиме? Една е бројката која што ја имаме од Завод за вработување, кој што така викаме луѓе кои се невработени. Така. Кога веќе ќе одите да ги побарате бројка луѓе кои сакаат да работат, е далеку помало. Во Скопје е 0. Има голема во Се извинувам, карикирам затоа што многумина од бизнисмените овде кај што ги знам и што сите до еден ми се жалат на недостаток на работна сила, ама зборам од работа во услуги, значи од кафич, не знам, ресторан, готваш невработен, не сум сретнал. Тоа не може. Да се покачат платите. Како ќе се покачат платите ако од друга страна вика ја не можам да се развивам. Ама платите не може да ги покачи повеќе од тоа, затоа што платите на купувачите се и натаму ниски. Значи он не може да го продаде поскапо. Знаете, во Америка имаше многу добар пример, ги прашуваат во како се викаше Смарт, на ланецот за ефтина роба каде што се нивни огромни маркети. Kmart или Walmart. Walmart е најефтиното кај што купува телевизори и така натаму. И се им прават интервју, им викаат: дали вие сметате, бидејќи нели се таму се најниски платите, но и најефтини цени. И се им вика вака, ги интервјуира. Дали сметате дека, не знам, $3 час е многу плат? Не, тоа е ниско ово. Колку би требало да имаат? Па 5 до 6 ово. Дали ви овој телевизор што го купивте, би го платиле 20% поскапо за да они имаат поголема плата? Не. Значи, човек, да, ние сме солидарни, ама нема да платам поскапо, па не знам шо да е, ама чеке се, он треба да има. Нели како кај нас? Обично по маркетите, многу ниски плати и така натаму цени. Но за да бидат поголеми платите, треба да се качат и цените. Тоа никој више нема да ти влезе тогаш. Баш и ме гајле каква ќе биде платата на тие девојчиња што работат таму навистина за смешни пари. Општото ниво многу бавно не чувствуваме дека се дига. Тоа е она. Да. Ние зошто имаме толкав одлив? Џабе што правите? Инженери бараат овие? Нема. Така? Нема. Каде се инженерите? Информатичари нема. Информатичари нема. Зошто? Затоа што се ниски платите, затоа што
Ја ќе ви кажам, луѓе што ќе завршат од, не знам, ќе стане систем администратор на Microsoft, извини се разборев малку, но морам и ова да го кажам за јавност. Microsoft систем администратор, ако земеш сертификат, кој те кошта некои 7-8 илјади долари, да го завршиш, или евра, кај нас, у моментот кога ќе го завршиш, ти можеш да си ги спакуеш парталите и да отидеш у Барселона. Ја детуле едно што го знам од 103, си го заврши, неговите инвестира, си ги спакува, си отиде у IT сектор да работи во Барселона, па се врати, па му досади, па си отиде у Анг. Светот му е, значи, стругата, едноставно, тоа ниво никако не го постигнуваме. И ние имаме бела смрт. Така е. Тој процес е долгорочен. И за тој процес треба време. И затоа нашите заложби се да креираме конкуренција. Здрава конкуренција, со повеќе компании, со повеќе инвестиции, ќе си го даде своето. Тогаш веќе ќе може да осетиме кога меѓу себе компаниите ќе почнат да се надпреваруваат за кадар. Тоа се случува во зоната во Скопје. И сега многу од тие што имаат искуство, што работеле во една, ги бараат и платите им ги значително зголемуваат за да одат кај конкурентот. Тоа е тоа што треба да го постигнеме. И до кога така? До колку е плафонот? Нема да никогаш додека они не си направат самите математика колку можат, до колку можат да додат. Затоа што така, ние сакаме 2000 евра плата. Така, и ќе отидеш во одзониве и овој ќе рече 2000 евра плата, ќе го спакува она хангарон што го дигнал за 3 месеца, ќе го спакува, ќе го свитка на кров на камион и ќе го однесе во Кина. Во Кина не, бидејќи Кина веќе им е скапа. Карикирам. Да, но Индија, Африка им е нестабилна. Африка им е Северна Африка нестабилна. Цела се дестабилизираше. Другиот дел нема електрична енергија, нема никаква логистика, нема ништо, така да нема, изборот не е толку голем. Кина веќе не е толку привлечна за инвеститори како што беше. Кина не веќе во тој посебно во делот на автомобилската индустрија не. Интересно. Добро. Затоа Кина и толку они покушаа на многу начини да направат свој бренд за автомобили, покушаа многу приказни да направат во тој дел, но видео дека не може да успеат во тој дел и се што им е најисплатливо да купат. И тоа прават. И масовно ги купуваат и акции и такви компании што се во автомобилска индустрија веќе ги купуваат. Зошто ние не можеме да и на времето. Ајде да не ширам приказна. Зошто ние немаме таква шрафцигер индустрија, многу чиста, многу елегантна, произведува скап? Зошто нема такви инвеститори? Еве ги, србите произведуваат Тесла, земаат некои кинески делови, прават телевизори, прават клими уреди и слична работа. 10 вработени со шрафцигерот во раце, полуготови производи, готови панели, земи за шрафи го и продавај го како свој производ. Зошто таа индустрија едноставно кај нас никако, дали не се таргетиравме, дали сметавме дека повеќе ќе носи оваа, не знам, автомобилскава индустрија дека е појака, додека гледаме во светот индустријата за широка потрошувачка, електроника, конзюмерс електроник е апсолутно експлодира, мобилни телефони. Јанко, можам да кажам дека зоните се отворени и за македонски инвеститори. Веќе го имаме првиот македонски инвеститор кој влезе во зоните и е успешна приказна. Стварно? Не знам, кој е тој? Фирма која произведуваат електронски плочи. Браво. Видиш, токму она што го зборам јас. Токму тоа што го зборуваме и проблемот во тој дел е што многу од нашите менаџери не се спремни за тој чекор. И тоа ни беше на нас дополнителен хендикеп. Зошто? Ако претходно беа ограничени географски. Ако на нив не знае јазик, само Србија, Белград и така беше добро. Се има интернет сега. Сега светот е мал. Така е. Светот е на дланка. Што е проблемот? Треба обучени менаџери кои ќе излезат и ќе бидат иновативни и ќе се промовираат. Тоа е проблемот. И затоа овие можеби странски инвестиции, јас ќе претерам, ги зборувам цело време, се добар индикатор за нашите да добијат идеја дека тие не се ништо посебно, тие не се ништо повеќе од нас. Но се фокусирани на тој проект и одат до крај на тој проект. Дополнителен проблем е што
нашите компании очекуваат некој да дојде дома и да им го купи производот. Така светот не функционира. Производот треба да се нуди. Затоа можеби еден од поуспешните проекти е тој што сега доаѓаат менаџери, искусни менаџери од различни компании. Тој е проект што го води потпредседателот Пешевски, кој е еден од најуспешните проекти, кои што доаѓаат менаџери искусни од компании, доаѓаат во компанија во Македонија и им викаат: ова до сега што го правите, вака е погрешно. Сакате да излезете на светски пазар, треба да направите производ што ќе биде според тие стандарди, Добро, треба да дава насоки. им дава насоки. И тоа полека наши компании тоа го гледат. А инвестиции? Инвестиции има преку Македонска банка за МБПР. Имаме средства за компании кои ќе се ориентираат извозно. Имаат ефтини кредитни средства за да вложат Западот не се изгради на кредити. Целиот Запад е изграден на кредити. Не. Отворете, ќе видите Kickstarter. Дајте добра идеја, луѓе ви даваат пари за да ја реализирате идејата. Затоа постојат фондови, хедж фондови. Ја овде се обидов со премиерот еднаш да зборам, вака ме погледна со вењата крената као: мали, шо се разбираш таму, вари кафе, не јади многу бурек. Значи, Западот се изгради од инвестиции, не од кредити. Кредитите допрва доаѓа. Банка е крвопија. Од банки никој аир нема видено. Да не се лажеме. Значи, фондови, големи фондови кои ќе дојдат, кои бараат пазари за инвестирање. Затоа, најдобрата идеја на Груевски му беше Македонија да стане центар, финансиски центар. Значи, да изгради шминкерска населба, нели требаше Илинден и така натаму, да привлече врвни инвеститори. Тоа е приказната што ја зборам. Од една страна шрафцигер индустрија која е многу чиста и многу скап производва, значи габаритно, многу мало, а многу вредно. Од друга страна имате инвестициски фондови. Затоа што земја каде што има инвестиции, кој ти гледа што Луксембург да не има производство, да не има фабрики? Тоа е веќе сосем друг. Не, ама зборам. Зошто? Затоа што се центар на инвестиции, инвестициските фондови. Такви луѓе да ни дојдат, ние сме рај, готово, после што сакаме да можеме да правиме. И кога го намирисаа, тоа го скина човекот, му ја направи оваа криза. Бидејќи после тоа интервју овде кај мене, се дојде кризата. Сигурно едно од тие е бидејќи малце поглобално. Добро, ви се убаци во разговор. Треба да одиме со уште една интересна тема, а тоа е за минералните суровини или разговори кои би требало за една од најтешките професии, за најтешките, па можеме да ги кажеме, нека не ме сватат погрешно, најутепани, најбедни, со најтешка професија, со најтешки ризици, а тоа се рударите. Но веднаш по рекламите. Рударите не се... Последниот сегмент кој ќе го посветиме во наредниве 10 минути, ниште, че времето навистина очигледно дека ќе треба повторно да бидете гостина овдека. Ако здравие Боже и да работите на добро, овие проекти прилично оптимистички звучат. Иако малце ми го зацрнивте муабетот, господин Делев, заради она откажувањата на инвеститорите, кое не знам дали ќе продолжи и така натаму. Она што овдека стои веќе е мапа на Македонија и можеме да збориме за рударство или вие како што велите минерални суровини. Да. Ова е геолошка карта на Република Македонија. Добро. Оваа година, впрочем, една од најголеми, двете најголеми... Ова ќе ти ја земам. Нема проблем, и овие се јавни веќе. На времето беа скришни, тајни и за нив наплаќаа пари. Една од работите што направивме е да ова го направиме транспарентно и јавно. Двете најголеми инвестиции оваа година се во рударството. Купопродажбата на рудникот Саса,
од најголемиот амерички инвестициски пензиски фонд за скоро 200 милиона евра го купија од руска компанија. Пензиски фонд. Пензиски фонд. Хофа. Така да тоа е веќе реализирано и веќе нов менеджмент на нови луѓе од Соединетите американски држави со кои што имаме веќе постојан Колку контакт. вработува САСА? САСА од прилика вработува околу 980 луѓе. Дали е загубар САСА? Не, Чија беше САСА до сега? Државна? Руска компанија беше. Руска компанија. Компанија со руски капитал. Добро. Што бидна со таа компанија? Ништо се продадоа на компанија за многу повеќе. Аха, И така. кое Што е што во компанија бизнисот? има во план да отвори уште други 2 до 3 рудници во Кај се Република наоѓаше САСА? Македонска каменица. Ја на оваа карта тешко се снаоѓам. Ова е овде. Да, таму. Така. Втора најголема Таму инвестиција. се експлоатира Олово и цинк. олово и цинк. Да. И ќе продолжи истото да се Продолжува експлоатира. со истото. Што ќе се инвестира таму? Инвестираат во отварање на уште еден рудник, одма до постоечкиот рудник, така да таму дополнително треба да има некои вработување, околу 80 вработувања треба да Има бидат. ли во тој крај сигурно има многу невработени. Има ли интерес за вработување во овие рудници? Има интерес во овој дел, бидејќи овој цел крај е рударски. Втора најголема инвестиција ова година, кој што треба да почне. Само кажете ми, платите како се таму и колку очекувате да бидат со новиот инвеститор? Платите се релативни во овој сектор, значи повисоки се од другите сектори, сепак тоа е рударство и значи таму имаме и по физички активна работа, така да во овој сектор очекуваме платите да бидат и повисоки и се повисоки во САСА, но сега со отварањето на неколку други рудници очекуваме тоа дополнително да се зголеми, посебно со најавата за повторно отварање на двата рудници Злетово и Тораница, кој ги зема бугарскиот концесионер и кој што веќе денес беше назначен и нов директор на оваа компанија, каде што треба веќе да влезат и таму од прилика околу 930 луѓе, мислам дека им беше вкупно планот овде да влезат, така што и од старт таму најавија и значително зголемување на платите. Добро, Најголема дали инвестиција. рудникот пред најголем добро, ајде. Најголема инвестиција оваа година и во целиот ова југоисточна Европа е отварањето на рудникот во Иловица. Ова е еден меѓународен конзорциум, каде што главниот инвеститор е од Германија, учествува околу 200 милиона евра инвестиција. Вториот поголем Што се експлоатират? злато, бакар и сребро. Така. Значи овде имаме големи резерви на злато и еден од поголемите рудници. Тоа е Оваа година планината Огражден. на Огражден и оваа година треба да почнат, значи некаде планирано ни е во агендата во септември да се почне со градба на рудникот, кое што ќе трае од прилика година и пол време, после тоа веќе ќе почнат со експлоатација. Значи ова е огромна инвестиција. Само отварањето на овој рудник чини 700 милиона евра. Отварањето на овој рудник. Рудникот Дали тој постоечки рудник или нов? Нов рудник. Значи, Во Македонија, во минатото, корпорација. ова меѓународна корпорација, каде што главни менаџери се од Канада, Соединетите американски држави и Австралија, значи конзорциум, каде што инвеститори се од Германија, Англија, Кина и од Соединетите американски држави. Ова се сериозни инвеститори, не се овие како на Discovery Channel, оние што копаат таму Не, пилиштарине со магините што вадат злато. Ова, видите, еден таков багер кај оваа компанија Околу милион кошта, знам. ќе носи со носивост е од 200 тона. Така да Ќе биде отворен коп? отворен коп, ова е огромен рудник. Студиите за влијание врз животна средина се готови и се покажа тоа што и се очекуваше, го правија најголемите експерти на светско ниво. Така да оваа година, значи некаде септември почнува со градба овој рудник, што е да кажеме поголема инвестиција. Овдека е каде што е ова плавово кај што е тоа обкружено. плавото, да. Затоа Тоа е што концесиското поле. обично кога се бара злато, се толку научив и од Discovery Channel, бараат негде каде што има река, каде што Тоа е има алувијално злато. Такво во Македонија само има на Кожув планина, на таа реката што Не, иде кон обично и Гевгелија. копаат на пример во Алјаска, но сепак каде што имало
токови на река, па се затрупани со Тоа векови е, и така. како што реков, алувијално злато или Добро. површинско злато. Так. Овде зборуваме за рудник за злато. Колку ќе иде длабо? Па, Бидејќи ми рековте, да, тој површински коп ќе површински биде, коп. но сепак ќе биде сигурно 200-300 метри ќе се оди во длабочина. Така да ова е огромна маса. Значи зборуваме тоа што го гледаме на Discovery е пола час работа за овој рудник, колку што ни прават да кажеме за една година. Така. Во минатото, во Македонија имаше се на се 5 концесии, 5 рудници. Така. Пред неколку години лично председателот ме задолжи да се заангажирам во овој сектор и сакавме да ставиме некој ред во овој сектор. Првично, немавме никакви информации, вакви геолошки карти, немавме никакви во Република Македонија. Да им покажеме Да. на гледачите исправи. Значи, ова е геолошка карта. Значи, секоја боја овде за одредена покажува руда. за одредена руда. Например, ова црвеново е за злато, зелената е, не знам, кажете ми, За бакар, за Така. олово, значи различни. Да, ги имам- имате, и ги имате таму сите. така, ја имам легендата. Легендата, добро. да. Океј. Значи, во Македонија геолошкиот завод беше распуштен, Така. немавме никаква архива, немавме никакви документи и имаше се на се 5 концесии и многу шпекуланти на пазарот каде што продава не знам, карти за ураниум или не знам што се не се правеше. Така да дојдовме Црвена глина или како да. се викаш. а, Тоа латас треба да го се, прашам. се направи еден тим, секако науката беше овде пресутна. Тогашниот професор Боев, сега деканот на Штипскиот универзитет, Сонја Лепиткова, колешкава од животна среда, кој е исто професор на геологија. Неколку луѓе направивме еден тим. Прво нешто што направивме, отидовме во Белград и ја земавме цела архива. Целата наша архива од Македонија беше во Србија. И за прв пат целата архива ја скопиравме, ја скениравме, ја донесовме во Македонија. Се формира научна институција, Геолошки завод, кој што е едина институција кој што треба овие податоци со кои што треба да работи. Во меѓувреме го сменивме законот и се објави нова постапка за доделување на овие концесии многу транспарентно на електронски начин. И за отприлика 2 години до сега имаме издадено повеќе од 300 концесии за детални геолошки истражувања. А за детални геолошки истражувања. И Од сега тие во- 50 се за металични суровини, другите се за глини, песоци и такви работи. Од тие 50 не очекуваме сите да бидат рудници, но очекуваме 10 да бидат рудници. За среќа, ние имаме многу добра основа, бидејќи во таа бивша Југославија имало некоја фама да бараат ураниум. Барајќи го тој ураниум, ние фактички знаеме точно каде што во Македонија има. Знаеме каде има злато, знаеме каде има бакар, знаеме каде има олово и цинк. Има ли барања за Алшар, например? Тоа е Алшар доста е митологија. издаден. Алшар е во суштина рудник за злато, иако многу сакаат да го представат тоа различно. Во принцип е рудник за злато, го има и земено на компанија, но таа компанија не може да најде се уште економска оправданост за да го активира тој рудник, бидејќи резервите на злато таму се многу мали. А тој редок метал кој го говорат, Тоа е повеќе минор. приказна, тоа е повеќе приказна од колку било што. Кажете ми, овој рудник на Огражден, како ќе се вика? Тоа е Се изблокира. се изблокира. Да, интересно ми беше затоа што Тоа е рудникот во Иловица. Рудникот Иловица. Иловица ќе Иловица, се вика, да. така. Очекуваме уште дополнителни 2 до 3. Уште сум тука, Да. уште малку, ве молам само уште овој податок. Колку вработени ќе има тука? Значи, во процес на градба треба да има некаде околу 1000 луѓе во градба. И ќе трае 2 години Да, градбата. отприлика. Добро. А после како оператори рудари околу 500 треба да има. Околу 500. Ние имаме ли кадар за ова или они ќе обучуваат или ќе доаѓаат Ќе од Франција? обучуваат и мислам дека имаме кадар регионално Затоа имаме што кадар како е за тоа. ситуацијава? Нашиот кадар иде во Европа, а кај нас најверојатно ќе дојдат од Африка и од Кина да работат овде. Па, мислам и дека тие рудари што работат сега во соседните држави, со овој тренд веќе што е почнал во Република Македонија, постепено веќе почнуваат да се враќаат. Така да платите овде не се многу различни од Србија и од Бугарија, така да Колку се тоа? За какви плати збориме? Колку конкретно во цифри? па сега не е Од благодарно да зборувам баш за овој дел, но Не отприлика знам. се од 600 до 800 евра. Благодарам. Друга инвестиција овде? Овде една Што е ова? Ова се неколку концесии
во овој дел, кој што овој дел е помеѓу, значи, околу Пробишти, Злетово, овој дел, Крива Паланка е еден од побогативе делови со руда во Европа. Цел овој дел се вика еден македонски масив. Ништо ново од оно што го знаеме од порано, значи. Но досега никој немаше испитано колку и какви резерви имаме. Овде една австралиска компанија има 3 концесии, кои што една од овие концесии е една сигурно од побогатите концесии, кои што треба да биде минимум пута 3 од рудникот во Иловица. 3 пати поголем. Ова е компанијата Genesis Resources, која што веќе има утврдено и Што ќе експлоатира? Злато. И тука злато. Да, злато и бакар. Добро, кажете ми, имаме уште еден рудник кој што е еден од најбогатите локалитети, дефинитивно во југоисточна Европа. Ова се вика Луке, Самар, кој што е исто дадено под концесија на една... Тоа е на север, каде е? Да, Кон Бугарија или Србија? тоа е на Тромеѓе. Тоа е на самото Тромеѓе. Добро. И малце е комплициран пристапот, бидејќи е многу високо. И таму имаме добри податоци, што се сега... Тоа е полиметаличен. Полиметаличен, таму значи повеќе метали. Сребро, злато, има олово, има цинк и има многу ретки метали, кои се користат руда што ќе се вади, кај се прочистува? Например, еве имаме 2 рудника големи за злато, кои ќе бидат едниот кај Пробишти, другиот кај Ограждан. Извинете, која планина е ова? Ова е околу Пробишти. Ова е околу Пробишти. Значи на нема повеќе конкретна планина на повеќе места. Целиот тој Осоговски масив. Целиот масив. Добро, и Ограждан. Ќе бидат ќе се за злато претежно, така? Во овој дел повеќе се олово, цинк, злато и бакар. Овде во овој дел се злато и овде Казан дол околу Валандово ќе биде за бакар. Таму е руска инвестиција. Добро. Каде што и ова рудата ќе излегува како сировина од Македонија или тука ќе се преработува? Како концентрат. Кој што пак бара никаков топење, бара топилница. Значи ќе има топилница. Да. Не, топилницата за сега е во Бугарија и една од, да кажеме, нашите заложби во иднина е дефинитивно да имаме и таква една топилница. Може да замислите само минатата година за топилнички трошици во Бугарија од страна на македонски компании е платено повеќе од $250 милиона за услуги. И сега има ли шанса овие работи да ни останат кај нас? Да, доколку го решиме гасот, енергенсот, тоа би можело. Гасот ни е потребен за да имаме ефтиното. За такви стратешки големи проекти, не само за тоа и за други, да кажеме, метали, потребно ни е да имаме ефтин газ, затоа и тоа поврзано со првата тема што ја зборував. Кажете ми, во денешнава глобализација, колку една држава може да си ги задржи сопствените ресурси за да се надградува себе си? Например, порано беше јасно дека никој освен државата не може да експлоатира злато и дека тоа влегува во економијата на државата како златни резерви и слично. Како е денеска ситуацијата? Стандардите се меѓународни и да кажеме, тој концесиски надомест што се плаќа е по некои меѓународни стандарди. Така да тој се движи помеѓу 1 до 3% од конечниот производ. И со тој процент ние во Македонија наплатуваме што се однесува до овие металичните руди. Тоа е сепак многу скапа работа. И златото како злато и другите метали, за да се дојде до нив, бара сериозна инвестиција. Сериозна и голема инвестиција. Кажете ми, каква е ситуацијата во Западна Македонија? Западна Македонија е планински крај, па сепак не е така рударски како што е во источниот дел во Македонија. Во овој дел... Дали е неистражено или... Истражено. Тоа сакав да кажем. Македонија за среќа, барајки некои други, да кажеме, работи, имаме Ураниум не најдовме. Никако, тоа нема, тоа се само приказни. Тоа можам да го верувам, сите студии ги имаме прочитано. Да не бушнаа малце подлабоко нафта, да не имаме нешто газ, шкрилци имаме. Шкрилци имаме, но не се со тие калории што се потребни за да се... Ако имаме шкрилци, значи можеме ли да бушиме уште подлабоко? Можеме, ние направивме сега еден оглас за компании што ќе прават истражување во делот на енергетски суровини, ги нарекуваме тие.
Имаме се посреќи. имаме индикации на две места во делот на Свети Николе и во делот на Охрид. Зошто во Охрид? Заради тоа што на едно 30 км во Албанија имаме големо наоѓалиште на нафта, што го има истражено Shell, па има и некои предпоставки за овде. Но што е најново, што пред некој ден го иницииравме... Ми покажуваат Охрид или Преспа? Охрид. Да, овде. Во овој дел. Во Рамнинскиот дел кај Охрид. Таму има некои индикации, но тоа сепак треба да се испита, но јас не сум убеден дека во Македонија има такви резерви. А тие што ги бара во овчеполието? Шкрилци, тоа се шкрилци. Се шкрилци, да. Така да, но испитувањата беа правени 60-тите години, ние направивме еден нов проект со една компанија меѓународна која прави те работи, ги направи уште еднаш, ги преиспита сите тие резултати што ги имаше направено, така да констатираа дека шансите дека таму има такви нафта или нафтени некои шкрилци се многу мали. Така да во тој дел не би навлегувал, но има еден нов потенцијал. Мислите дека не може подлабоко да се бара и дека може да има нафта, ама на многу голема длабочина? Тогаш економски не исплатливо. Не исплатливо и немаме таква географија за треба нели да има и таква географија за да имаме и геологија, да, и географија и геологија за да може да имаме такви резерви. Значи такви резерви ние за сега немаме идентификувани. Идентификувани се само шкрилци, но имаме нешто друго. Имаме таа енергија од карпи, кое што се повеќе и повеќе добива на интензитет. Тоа е производство на електрична енергија од топли карпи. И тоа е нешто што е многу, да кажеме сега, тренд во Исланд и во неколку такви држави. Турска компанија една има направено скенирање на Република Македонија и пред некој ден беа кај нас, презентира проектот, склучија и договор со нашиот геолошки институт за оваа работа и ќе прават истражување дополнително во Македонија. Најдоа за среќа 4 локации каде што има температура над 400 степени, кој што може да се понатаму да истражува, да видат можноста дали ќе може таму да се постави некакви такви постројки за производство на електрична енергија. И посебно се во овој дел. Геотермална енергија. Геотермална, но со многу висока температура, значи температури над 400 степени. Тоа значи дека што? Во близина има лава? Не, во близина има такви топли карпи. Топли карпи. Да. Целиот овој балкански регион има такви, но треба да се идентификуваат кај се и на која длабочина се. Нели е тоа поради присуство на вулкани? Не. Да, баш токму таа локација што ние идентификува е Косел. Косел, кај вулканот. Да. Так. Таму има многу голема топлина, има во Битолскиот регион, во Прилепскиот регион и уште тука околу... На колку метри тоа се оде? Па тоа ми беше збор. Значи сега да има топлина треба да видиме само да се види на која длабочина се. Овие се на длабочина некаде околу 3 до 4 километри. Така да има некоја економска логика до таа длабочина. И да произведуваат електрична енергија. Да, тоа сега значи сепак е во фаза на испитувањето, овие се првични некои, да кажеме, резултати и понатаму веќе нели треба да прават детални геолошки истражувања, понатаму да видат дали ќе има некаква економска исплатливост за производство на електрична енергија. Господин Делев, прво се договоривме ја да ви се извинам вами на гледачите. Ја и по табијат често пати се убацувам, но и сами ми побаравте да им објасниме на гледачите дека сакате да ве пресекувам и да ви се убацувам во речениците за подетално објаснување. И да биде поинтерактивно. Океј, ја тоа се трудев, се надевам дека им беше и на гледачите, но времето за емисијата не истече. Офативме 3 теми. Мене ми беше многу интересно, а гледам дека можеме до 4 забајле со вас на оваа тема. Ја би сакал да дојдете уште една емисија, каде што ќе збориме уште похрабро, каде што нема да ни виси дамокловиот мач дали ќе имаме парламент или не, дали ќе можете да реализирате проекти, туку да представуваме храбри нови проекти, а ние народот тоа да го поддржуваме или да ви викаме ало будали сте. Така што да биде на наша одлука дали ќе одиме напред и бидејќи на крајот на криштата парламентот нема да ни донесе плата. Ова ни носи плата. Ова е што ќе донесе вработување на луѓето, лепна маса што ќе ни донесе во чинијата. Продолжете со добрата работа, се надевам дека ќе имате уште шанси во иднина да ги реализирате овие проекти и да се надеваме дека Македонија ќе оди напред.
Благодарам за поканата. Секако ви стојам на располагање. Кога мислите дека може некој од овие теми подетално пак да ги продискутираме, секако ќе дојдам. Можем сам, можем и со цел тим да дојдам за да ми Што да значи кажеме. со цел тим дојдеш? Имаме цел тим кој што да кажеме што се занимава со ова, со делот на геологијата, односно со Кога би минералните дошол средства. со тим со колку души тоа? Па може со тројца, четворица луѓе да дојдат. И вака да ве вртам, као вртелешка. Важи? Договорено. Договорено. Ќе ми биде задоволство. Превише политика, премалку за овие работи, а сакам да дознам, ме радува затоа што дава оптимизам дека во Македонија може да се живее и дека Македонија има шанса. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.